Откажувањето од 6-месечниот рок за отворање на уставот и внесувањето на бугарите кој коалицијата вреди го стави како услов за коалицирање во владата не се должи само на политичката криза во Бугарија, туку и на доминацијата на ВМРО-ДПМН која придонесе за еден поинаков однос од коалиционите партнери, сметаат експертите. Со една ваква поставеност на политичките сили во владиниот кабинет, логично беше да не се брза со уставни измени, иако во предизборието вреди ова го представуваше како еден од главните услови за формирање влада. Сепак, и покрај ова, премиерот Мицкоски и неговата партија во многу наврати потенцираа дека не прифаќаат уцени. Поранешниот вице-премиер за евроинтеграција Васко Наумовски смета дека често пати вакви ултиматуми се само дел од политички фолклор, кои не можат да нанесат штета на владината коалиција. Бројките кои што произлегува од парламентарните и претседателските избори јасно ја покажуваат моќта на политичките партнери во владачката коалиција и сметам дека тактиката која што ја градат политичките партии на албанците главно се однесува на нивниот евентуален судир со политичките партии на албанците кои што се во опозиција на локалните избори наредната година, затоа што ние долго време слушавме дека измената на уставот е единствениот пат кој што треба да направи напредок кон полноправното членство. Но после овие случувања јасно е дека доминацијата на ВМРО-ДПМН на парламентарните и претседателските избори наметнува и еден поинаков однос од помалите коалициони партнери. Имајќи предвид дека Бугарија поминува низ една долготрајна политичка криза, логично е да се почека со сите обврски кои Македонија ги презела во однос на источниот сосед. Сосема е логично сите аранжмани кои што треба да ги направиме со една стабилна влада таму да се одложат до времето кога ќе биде избрана таа стабилна влада. Тоа е можеби еден внатрешен недостаток на бугарскиот политички систем. Таа е веројатно единствената држава членка на Европската унија и на НАТО која што поминува низ толку долготрајна политичка криза и едноставно нема можност да состави една политичка влада која што ќе издржи макар и половина мандат. Официјалното повлекување од дадениот рок коалицијата вреди го објави пред 2 дена, објаснувајќи дека не станувало збор за притисок од ВМРО-ДПМН. За нив единствена причина била политичката криза во Бугарија, која и онака постоеше и претходно кога тие го поставија условот. Бугарија во октомври оди на 7 поред парламентарни избори за 3 години, по неуспешните обиди да формира стабилна политичка влада. Инаку, од вреди се уште не е прецизирано дали се согласуваат со идејата на ВМРО-ДПМН за уставни измени со одложено дејство. Функционери од коалицијата и претходно како да навестуваа на ваков чекор. Во неколку наврати беше изјавено дека албанскиот партнер во власта ќе внимава на чувствата на македонците и нема да брза со уставните измени.